Половина од хотелите во Охридско-Струшкиот регион не може да инвестираат во поставување на фотоволтаични електрани, иако тоа е единствениот начин да опстанат и да го ублажат енергетскиот удар. Не може да добијат градежна дозвола за монтирање на фотонапонски постројки, бидејќи се наоѓаат на 50 метри од брегот. Ги кочи планот за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, донесен под притисок на УНЕСКО. Најавите за ново зголемување на цената на струјата ги стаписа хотелиерите. Се огласија дека не се во можност повторно да плаќаат 10-кратно повисоки сметки за струја. Експертите по енергетика ценат дека е нужно државата да ги поедностави процедурите за нивно поставување. Малце ми е чудно, затоа што, пример, овај Охридскиот, Струшкиот регион има толку многу хотели. Меѓутоа, повторно кажав, ако немаме добра и ефтина енергија, вклучувајќи ги тие хотели, тие не би биле конкурентни на туристичкиот пазар за привлекување туристи, затоа што секогаш цените ќе бидат на многу повисоко ниво. Ако тие немаат своја сопствена енергија, цената нема како да биде ефтина. Мислам дека тука треба повторно да се направи некоја корекција во однос на тие правилници. Од државата не добивме финансиска поддршка за покривање на дел од сметките за струја, а ни стигнува астрономски суми за струја кои се движат и до 5000 евра месечно, што е неиздржливо, велат угостителите. Единствен спас е поставување на сончеви колектори и фотоволтаици, шанса што не може да искористат оние чии хотели се на 50 метри од брегот, а се работи за објекти кои легално се изградени пред половина век. Ние не сакаме да поставиме фотоволтаици на брегот. Туку се работи за објекти кои се изградени пред 30 до 50 години, со уредно добиена дозвола за градба и имотен лист. Законот вели дека општините не смее да издаваат дозвола за градба и за поставување на фотоволтаици, ако се на помалку од 50 метри од брегот. Дури и за реновирање на кровот треба да бараат дозвола. На ривиерата постојат хотели чија што почетна точка од брегот е на само 48 метри. Итно е потребно промена на правилниците. Експертите сугерираат хотелиерите кои не смеат да постават фотоволтаици за да не им мрзнат гостите да постават соларни системи на топла вода или климатизери. Но доколку овие уреди ги нема во проектите, значи дека станува збор за нелегално поставена опрема и според препораките на УНЕСКО треба или целосно да се отстранат или да бидат сокриени, да не се гледаат.